За неколку дена завршува акцијата за наплата на долговите на рати без камата на Скопски водовод. Јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје продолжува да работи во интерес на своите корисници и граѓаните на град Скопје. Во таа насока јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје ја известува јавноста и граѓаните на град Скопје дека акцијата за наплата на долговите на рати без камата е во тек и истата завршува за неколку дена, информираат од претпријатието. Акцијата за наплата на долговите на рати без камата за физички и правни лица, која започна на 17 февруари оваа година, е со определен временски рок и завршува на 2 април оваа година. Ги повикуваме сите корисници кои имаат заостанат долг да аплицираат за склучување на договори за исплата на долговите на рати, во зависност од висината на долгот, без камата за задоцнато плаќање. По истекот на овој период, одлуката престанува да важи, додаваат од Водовод. Новата поликлиника во Илинден наскоро ќе ги отвори вратите за пациентите, соопшти од Министерството за здравство преку нивната официјална Facebook страна. Според информациите, поликлиниката во Илинден ќе пружа медицински услуги за повеќе од 30.000 граѓани во објект со површина од приближно 600 квадратни метри, каде што ќе бидат распоредени 14 кабинети. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 16 милиони денари. Од Министерството за здравство исто така истакнаа дека оствариле координативна средба со градоначалникот на општината Александар Георгиевски, на која се дискутирало за последните подготовки пред самото официјално пуштање во работа на поликлиниката. Предвидено е поликлиниката во Илинден да обезбедува здравствени услуги за над 30.000 жители на простор од околу 600 квадратни метри, каде ќе бидат сместени 14 ординации, се додава во соопштението. Општина Центар информира дека е отворен јавен повик за финансиска поддршка на проектот Светски ден на уметноста, кој ќе се одржи на 15 април. Овој настан, велат, ќе им овозможи на уличните уметници, музичари, акробати, танчери и перформери да го претворат јавниот простор во сцена за креативно изразување. Градоначалникот Горан Герасимовски ги повика сите уметници да аплицираат и заеднички да се одбележи овој значаен светски ден. Општините со силна уметничка сцена имаат силен идентитет. Уличната уметност е душата на урбаната култура. Ние сме тука да ја поддржиме и славиме. Ги повикувам сите центарци да се пријават на повикот. Уметноста има моќ да ги поврзува граѓаните, да поттикнува емоции и да создава заедништво, истакна Герасимовски. Јавниот повик е наменет за регистрирани здруженија, организации и правни субјекти што делуваат во полето на културата и уметноста, со седиште во општина Центар. Вкупните средства за поддршка изнесуваат 400.000 денари. Пријавите може да се доставуваат во рок од 5 дена од денот на објавувањето на веб страницата на општина Центар centar.gov.mk, каде што е достапен и образецот за пријавување. Пријавата со потребната документација се доставува во еден оригинален примерок, пополнета електронски, подпишана и заверена од одговорно лице на апликантот, преку пошта на адресата Општина Центар, Скопје, сектор за јавни дејности, одделение за култура, улица Михаил Цоков, број 1 1000 Скопје, или во архивата на Општина Центар од 9 до 15 часот. Со назнака јавен повик за финансиска поддршка за реализација на проектот Светски ден на уметноста. Децата учат во безбедни училишта, јавноста и родителите да бидат спокојни, нема простор за паника и страф. Оправдана беше нивната паника и страф, но децата се во сигурни раце. Ние сме гарантот за сето тоа. Изјави денеска председателот на заедницата на единиците на локалната самоуправа и градоначалник на општина Киселавода Орце Георгиевски. Во наредниот период, посочи Георгиевски дека ќе се заложи задолжително да биде најмалку еднаш во годината, согласно закон да се вршат редовни контроли, а да не се остава на добрата волја на градоначалникот или службите. Како председател на Зелсно и како градоначалник на мојата општина, сакам да порачам на нашите граѓани дека нивните најмили и најмлади учат во безбедни училишта и градинки. Сето она што е утврдено како недостаток. Дали е некаде треба да се замени црево заради застареност, дали има пропусти од типот дека во одредено училиште не се спроведени редовни контроли. Тоа не смее да се случува.
Во наредниот период експедитивно ќе биде отстрането од локалните власти во соработка со директорите на училиштата и службите на општините, изјави првиот човек на Кисела вода, одговарајќи на новинарски прашања по посетата на основното училиште Партенија Зубравски. Денеска во општина Газибаба се одржа седница на локалниот совет за превенција на општината. На седницата градоначалникот Бобан Стевковски информираше за превземените активности од страна на општина Газибаба за вонреден инспекцијски надзор над угостителските објекти и стамбените згради на територија на општината, при што истакна дека ги уверува граѓаните дека општината ќе превземе се што е потребно со цел да се заштити безбедноста на граѓаните. Дополнително, Советот за превенција се информираше и за укажувањето до општинските основни училишта за исполнување на законските обврски од областа на заштитата и спасувањето. Советот за превенција на општина Газибаба едногласно ги донел заклучоците да ја афирмира својата цврста заложба за обезбедување на условите за зачувување на безбедноста по здравјето на граѓаните на општината, да дава поддршка на реализација на сеопфатни превентивни активности и мерки од областа на заштита и спасување, да дава поддршка на секторот за инспекцијски работи на општина Газибаба за спроведување на вонреден инспекцијски надзор со цел утврдување на фактичката состојба за исполнување на законските обврски на сите угостителски објекти и стамбени згради на територија на општината. Го поддржува укажувањето доставено до општинските основни училишта, детски градинки за исполнување на законските обврски од областа на заштитата и спасувањето. Седницата започна со едноминутно молчење во знак на почит кон загинатите во несреќата која се случи во Кочани. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја